Љубе Бошковски апсењето за случајот кампања во 2011 го доживел емотивно, стресно, понижувачки. Ова е наведено во лекарскиот наод презентиран во кривичен на судењето од тортура од затворскиот психијатар на Скопскиот истражен затвор. Психијаторот со Бошковски разговарал 2 дена по неговото приведување. Имаше депресивен поглед. Констатирав дека се работи за нарушен психички статус, што е вообичаено при вакви стресни ситуации. Не сакаше да се навраќа на тие ситуации, бидејќи самото помислување на апсењето му предизвикуваше стрес. Кај него доминираше анксиозност, загриженост, разочараност, страф и срам. Ми предочи за депресивни идеи, а потоа и за суицидни идеи. Заклучив дека се работи за посттрауматско стресно растројство. Обвинетиот екс-директор на УБК Сашо Мијалков го праша психијатарот дали чувството на срам кај Бошковски се појавило поради апсењето кај ресторанот Воденица, напоменувајќи дека тој би се срамел ако бил фатен со 100.000 евра. Психијаторот на Мијалков, но и на прашањето на СЈО со одговор, кај Бошковски доминантна била психотраумата, а чувството на срам подоцна. Затворскиот лекар пак сведочеше дека поради тахикардија Бошковски бил пратен на прегледи на кардиологија. Вознемиреноста на Бошковски, за разлика од другите притворени, била поголема. Психички беше растревожен, анксиозен. Пробав да го смирам со разговор, бидејќи беше многу вознемирен. На наредното рочиште, закажано за 10 мај, во кривичен треба да сведочи екс-директорот на БЈБ Митко Чавков. Во тортура покрај Мијалков, обвините се и 6 полициски припадници на единицата Алфи за нехумано и понижувачко апсење на лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски.